K15! Боже! Одговарам така да факултет на еден испит и професорот ми поставува питање за животот. И си викам, фала Богу, ми постави питање што го знам и почињам. И викам, животот е една долготрајна и неизлечива болест која што обавезно завршава со смрт. И професор вика, колега, доволно, да, ова му индексот, еве ти 5. 5. Зашто? И викам ја одма, професоре, ај жити мајка, пиши ми 10, одма да не доаѓа ми следниот пут. И тоа беше мисля вака по карактеристично што се деси таа година. И након то, летото го побидав на одмор, тамо баја ги поцрнев и то. И ко се враќав од одмор, си викам дај да овие другарите што бевме тамо заедно да им ги пратав сликите и им ги праќам да ги видат, али сликите по грешка стигнале тамо на некој фестивал за фотографија и нормално добив прва награда и станав многу популарен. Си викам кој таленат и то и ова. И пошто након то почнава да ме викаат мене многу поразличити приеми, свадби, крштевки, ово одо, и баш се сеќам така да еден прием која ме поканива у Америка, Северна Америка, тука кај Дакота, и си вика, ба, сега ќе се дотерам, оптав така еден смокик, лептир башќа све, си вика, сега кој ќе влезам тамо, сите ќе ми завидат, ово, али ради некои околности што бева тамо, оставив то пред врата, влагам унутра и организаторот вика ме, камо ти, тебе ко дело, зашто не си усмокинг? Викам, па ти си крив, ме заебаваш, тука сте пишеле пред врата до усмокинг и ово, и после то, ја, не знам, пардон. Ало? Еве снимам за телевизија, те што кажи. Да, ќе дојдам обавезно, да. Жена ми нема да, шо пре жена ми? Па се излежава овамо, да ортопедија. Коските, да. Епа јеби га, сама е крива, ја кој вика вода дече да ме слуша и то. Ајде бе, дави сега на телевизија, се чуеме после, ајде. Ете, што брзам, значи вака некој кој ќе ме прекиде усред мисла што ми беше зборот сега. Ајде, дактато. K15!